Почитувани и ценети професори, драги ученици, почитувани битолчанки и битолчани, почитувана градоначалничка на општина Битола, почитувана заменик министер, почитуван ректор на универзитетот, почитувани представници на дипломатскиот кор, почитувана директорка на гимназијата Јосип Брз Тито, почитувани присутни. Со огромно задоволство ја прифатив поканата да земам учество во одбележувањето на јубилејот 75 години настава на македонски јазик во гимназијата Јосип Броз Тито во Битола. Ми представува чест заедно со сите вас да му дадеме достојно внимание и признание на овој значаен јубилеј. 75 годишнината од наставата на македонски јазик во гимназијата Јосип Броз Тито е само еден од бисерите од низата од која е составена богатата историја, традиција и вредности на нашиот македонски јазик. Секој од тие бисери има свое длабоко и суштинско значење, па така и гимназијата Јосип Броз Тито со овој свој јубилеј. За гордост е која ќе се погледне листата на големци што учеле тука. Академици, научници, писатели, уметници, артисти, обштественици, градоначалници, дипломати, монаси, духовници и многу други. Сите тие се дел од овој значаен јубилеј кој има многу длабоки корени. Тие се дел од историјата на македонската нација, култура, посебност и јазик за кој што пишувал и Крсте Петков Мисирков. Тие национални вредности Мисирков ги опишува како оружје на македонскиот народ во неговата борба за човечки права и за слободен национален живот, како рамноправен член во бројот на културните народи, како што запишал тој. Таа визија на почитуваниот Крсте Петков Мисирков, еден од најголемите борци за признавањето на македонскиот јазик, почитувани присутни, нашата генерација ја оствари. И сите треба да бидеме горди со тоа. Нашиот македонски јазик денес е признаен во целиот свет, рамноправен со сите светски јазици. Запишан како македонски јазик во личната карта и во каталогот на нациите во Обединетите нации. Како што е посебен и рамноправен и македонскиот народ во заедницата на народите. Затоа велам и нагласувам дека и овој јубилеј, 75 години од наставата на македонски јазик во гимназијата, е вграден во нашиот национален и културен идентитет. Овој настан, оваа свеченост по тој повод, е силна порака за негување, за заштита и унапредување, афирмација и поддршка на употребата на нашиот македонски јазик. Ја поддржуваме и ќе ја поддржуваме секоја искрена иницијатива која што оди во прилог на унапредување на современиот македонски јазик. Сите ние имаме уште поголема одговорност. Ако се земе предвид дека денес македонскиот јазик го поставивме на еднакво рамниште со другите јазици во Европа и во светот, треба да овозможиме доволен број негови познавачи кои ќе го употребуваат и афирмираат во европските и светските институции. Ова посебно го нагласувам ако се има предвид очекувањата за исчекор во нашите европски перспективи и за потребата од службена употреба на македонскиот јазик во институциите на Европската Унија. Новиот предлог закон за употреба на македонскиот јазик предвидува меѓу другото вработување лектори со завршен македонски јазик во сите државни и јавни институции во државата, во сите субјекти во државниот и приватниот сектор во земјава, но и по активна афирмација на македонскиот јазик во странство. Тоа е планирано преку обновување на некогашните лекторати, но и со отворање на нови лекторати по македонски јазик на странските универзитети, на високошколските и научни установи, што се занимаваат со славистика, во државите во кои што се изучувал македонскиот јазик, но и во кои што ќе се изучува во иднина. Ова особено се однесува на соседните држави – Србија, Бугарија, Грција, Албанија, Косово, но и во други земји од поширокото соседство, како Хрватска, Словенија,
Босна и Херцеговина, Црна Гора, Италија, Унгарија, Романија, Турција. Со предлог законот утврдивме и задолжително изучување на македонскиот јазик на сите високошколски образовни установи во 2 семестри, што не беше практика до сега. А за прв пат се предвидуваат стипендии за студенти по македонски јазик и литература за сите 3 циклуси на високото образование и на сите универзитети во државата. Посветеноста кон формираниот Совет за македонски јазик при владата покажува колку сме сериозни во заложбата да се унапредува употребата и улогата на македонскиот јазик. Во измените на законот е и нивниот предлог македонскиот јазик да се изучува и во рамките на културните центри при нашите амбасади во странство според изразениот интерес на македонците во диаспората. Во таа насока секој придонес е важен. Затоа апелирам до вас, генерацијата која што денеска го слави вашиот значен празник 75 години настава на македонски јазик во гимназијата Јосип Броз Тито, да продолжите да го чествувате овој голем јубилеј и да го давате својот придонес за афирмација на македонскиот јазик како наша татковина, како аманети на Мисирков, на Конески и сите други во плејадата наши истакнати личности кои го реализирале сонот за достојно место на македонскиот јазик на мапата на светски јазици. Да живее македонскиот јазик и да живее гимназијата која го чествува овој јубилеј. Благодарам.